Експериментот Заев заврши, но Македонија мора да продолжи. Сите видоа дека може и мора многу подобро. Изборите на 12 април не се борба на ВМРО-ДПМН против власта, туку на народот против Заев и раководството на СДСМ, порача лидерот на ВМРО-ДПМН Мицкоски на промоцијата на кандидатите за пратеници на коалицијата за обнова на Македонија. Додаде дека целта на опозицијата е да го порази СДСМ и да ја врати државата на вистинската патека. ВМРО-ДПМН ќе победи. А ова не е филмот кој што го гледавте еднашка во 2016 година. ВМРО-ДПМН ќе направи влада. И забадијала се храбрите дека некој надвор бил на ваша страна. Вистината е дека нашите пријатели, меѓународната заедница, не сакаат пактови со криминалци и неспособни луѓе. А нив најмногу ги интересира европската инина, зашто ВМРО-ДПМН го има решението. ВМРО-ДПМН ќе ги направи сите потребни реформи со кои по изборите ќе ја внесе државата на брза трака кон Европската унија. Лидерот на опозицијата го обвини Заев дека избегал од идејата за кандидат за мандатар, бидејќи знаел дека ќе претрпи пораз и сакал да се спасува како пратеник. Од економските мерки Мицкоски вети невработеност под 10%, 0% персонален данок за младите до 29 години, рамен данок од 8%, 2 милиарди евро инвестиции во патишта. Подпредседателот Николовски, носител во четвртата изборна единица, истакна дека реформираното ВМРО-ДПМН ќе направи Македонија пристојно место за живење. На Заев му порача дека ќе го порази на негов терен. Ќе го победиме Зоран Заев дома. Затоа што победите на гостински терен се најсладки. Зоран Заев, после 12 април ти одговараш, јас ти гарантирам, ВМРО-ДПМН ти гарантира, Македонија ти гарантира. Оперскиот пејач Игор Дурловски, носител во петата изборна единица, рече дека ќе се бори за враќање на достоинството на македонецот по сите национални понижувања. Да го обновиме системот кој свесно и во континуитет е рушен. Да ги поддржиме најдобрите да водат и да го употребат сето свое знаење, мотивација, храброст. Во првата изборна единица листата на ВМРО-ДПМН и коалицијата ќе предводи професорката Силјановска, во втората Владо Мисајловски, во третата Игор Јанушев и во шестата Дафина Стојановска. Мицковски е кандидат за мандатар на владата.